Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри. Денешното евангелско четиво, напишано од раката на светиот апостол и евангелист Лука, има сила да го привлече нашиот интерес на два начина. Најпрво, според оној за кој што можам да кажам дека е стандартен, бидејќи секој збор во Светото Писмо е капка на вечност и сам по себе има сила да го допре срцето наше. Во тие зборови е изречена светата евангелска вистина, а евангелската вистина се бави со вистината за човекот и за светот, за можноста нивните историски перспективи да се преобразат во вечни, есхатолошки перспективи. И другата причина која што може да го привлече нашето внимание е амбиентот во кој што, природниот амбиент во кој што се случува евангелското дејство, запишано во евангелската перикопа на светиот апостол и евангелист Лука. Каков е тој евангелски амбиент што може нас денеска посебно да не привлече? Станува збор за големиот улов на риба. За истиот овој настан еден сосема посебен начин, од еден сосема подруг, сосема личен агол на гледање зборува и светиот апостол и евангелист Јован. И Лука и Јован опишува еден ист настан, кој што се случува во Генисаретското езеро, многу често од самите апостоли нарекувано моро, бидејќи тоа езеро, второто име негово е Галилејско езеро или море, е најголемата сладководна површина на тие простори. А тоа што сакате посебно да го дознаете и да го почувствувате со душите вашие, може би самиот изглед на тоа езеро. Многу пати сум ви кажувал и сега ќе повторам, и никогаш да не отиде таму, а би сакал сите вие да отидете во светата земја. Тоа езеро личи сосема на нашето Охридско езеро. Неговата површина е бела. Како што е бела и површината на нашето езеро секогаш кога е денот поденешниот, сончев и светол. Сетете се на стиховите на Константин Миладинов. Езеро гледате белеит, или од ветер синотеми. Тоа е и Галилејското море, буквално исто, преполно со светлина, зашто и Охридското јас го доживувам како една голема, огромна огледална површина, од која што се огледа Бог во сета негова убавина, и токму неговата убавина нашево езеро ја рефлектира и ја принесува на нашите очи во сета убавина и светлина. Такво е и Галилејското море. И што денеска се случи во тоа езеро? Апостолите
odnosno все уште тоа тие не биле. Но ќе станат после овој настан за кој што светиот Лука апостол зборува. Јован, Јаков и Симон Петар ловеле риба. Таткото на Јован и Јаков завчера, ако се сеќавате, рековме дека бил по професија рибар и неговите деца Јован и Јаков се бавеле со истата професија. Ловеле во тој ден, ама ништо не улови. И затоа тие своите кораби, двата кораби со кои што ловеле ги оставиле крај езерскиот брег, а самите тие ги плавеле рибарските мрежи и таа слика ме подсетува на стара струга и старите струшки риба. И гледајте сега, тука се наоѓа Христос, како и секогаш окружен со многу народ. Тој го приоѓа, Христос му приоѓа на Симона Петар и го замолува да му, ако сака да му даде еден од двата кораба. Влего во коработ и се оддалечил од брегот малку, за од коработ, од водите езерски, да му беседи на собранието. После завршената беседа, Христос му пристапил повторно на светиот апостол Петар и му предложил, ако сака, уште еднаш да ги фрлат мрежите во езерот. Тогаш Петар му каже, па добро, Господи, ние само ги фрлавме мрежите, ловевме риби, една риба не фативме. Ама од љубов кон Тебе, ќе отидам и пак ќе ги фрлам мрежите. И гледајте сега, кои се плодовите на таа љубов и плодовите на послушноста од љубов. Тој не мораше да отиде и да ги фрли мрежите. Тој можеше, ако сака, да не ги фрли. Зашто никој ништо не му заповеда и никој со ништо не му се закани и никој со ништо не го уцени. Туку покажа љубов и послушност од љубов. Отидоа тројцата во водите езерски, ги фрлија мрежите и гледайте сега што сведочи светиот апостол евангелист Лука. Уловиле огромни количини на риба. Толку големи што мрежата им се скинала. Потоа уловените риби ги префрлиле во двата кораба. А тие биле толку многу што корабите потонале од тежината на рибите. Едва и ги извлекле на суво. И кога светиот апостол Симон Петар го видео тоа чудо, што се случи со улов, му пристапил на Христа и го замолил да си отиде од него. А зошто да си отиде? Зато што бил преплашен од тоа што се случило и не се сметал за достоен во негова близина и во негово присуство да го има самиот животодавец и спасител на човекот и на светот. А Христос го смири со зборовите: не бој се, Петре, од сега ќе ловиш луѓе. Мрежите со кои што Петар и останатите 11 апостоли Христови ловеа луѓе беа мрежите на верата Христова.
И тия се фрлени насекаде и уловот е пребор. Нема континент, нема држава, нема народ на кој што не се проповеда Светото Евангелие и тоа на јазикот на тој народ. Деновиве прочитавме дека Светото Писмо е преведено на 700 јазик. Името на тој јазик не верувам дека можеме и да го дознаеме. По се изгледа се работи за некој племиња некаде во Амазонија, Централна Африка и Азија. Но гледајте, веќе нема народ, нема племе кој што не го чита Светото Писмо и сведочењето на денешното сведочење на апостолот и евангелист Лука на својот мајчин јазик. Та и ние, словенските народи, немојте да заборавите дека до покрстувањето бевме субкултурни народи, неписмени, непросветени народи. Ама сме можеби единствените кои што за прва книга ја имаа Светото Писмо. И првите зборови што ги прочитаа воопшто се зборовите напишани од светиот апостол и евангелист Јован. Првите зборови во неговото најсвето Евангелие. И тоа нас не обврзува, почитувани браќа и сестри. Тоа не прави одговорни. Срамно е да се живе неодговорно и далеко од Христа и неговата спасителна реч. Да му се вратиме на Христа Господа и да учествуваме во големиот улов на човечки души. Особено сега, кога човештвото поминува низ огромни кризи, чиј крај, ако судиме со нашата човечка логика и по нашиот човечки ум, ќе биде катастрофален, фатален и за човекот и за светот. Но ниту човекот го создал, ниту светот човекот го создал, туку и човекот и светот се творба Божја и негова својина. И Господ нема да благослови и нема да допушти безумството човечко да победи. Затоа бидете му верни на Христа Господа, држете се за скутината Божија, команите бебенца за скутината на својата мајка во деновите кога проодуваат. И не бојте се, ќе бидете рибари на човечки души. Амин. За многу.